Благодарам, председателе. Се јавувам процедурално согласно членот 89 став 1 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, за да го исправам она што колешката Жаклина Лазаревска се обиде од оваа говорница да го каже, а всушност докажа колку нивното владеачко мнозинство во овој парламент е лицемерно и апсолутно не е заинтересирано за потребите на граѓаните. Најмалку што очекував е колешката Жаклина Лазаревска да излезе и да го брани ова поднесување на предлог за измена и дополна на законот за трговија, бидејќи токму таа доаѓа од Охрид и нејзините сограѓани се тие кои што беа незадоволни од ова нивно законско решение, кое што издржа во законските процедури само една година. Ете, таква власт имаме во оваа држава, или накратко кажано, ние сме држава на преседани, држава на апсурди и конечно држава на лицемерие. Само во ова собрание имаме пример каде што владеачкото мнозинство си поднесува закони, каде што владеачкото мнозинство после кус период од истите тие закони поднесува предлог за измена и дополна на истите членови кои што веќе ги изменило за многу кус период. Само во ова собрание имаме владеачко мнозинство кое што ќе си поднесе еден предлог на закон за на истиот самото владеачко мнозинство да си поднесува амандман со кој што апсолутно спротивно на поднесеното предлог законско решение со амандманот го видоизменува не за 180, за 360 степени. Ова е владеачко мнозинство кое што не знае каде тера. Државата ја доведовте до степен да живееме со донации за вакцини, да живееме со донации за пченица, да живееме со донации за газ, да живееме со тоа други да ни кажат кои сме, како сме и што се чувствуваме, да живееме со вашето лицемерие. И затоа кога ќе кажете дека некој има ваков пример во минатото, апсолутно нема пример за вакво владеачко мнозинство во било која држава, па и во Македонија, која што веќе 31 година е самостојна. Затоа што е лицемерно вие да ги славите датумите од типот на 8 септември, затоа што вие го погазивте 8 септември. Затоа што е лицемерно вие да одите да се поклонувате на гробот на Гоце Делчев, а истите вие со него се раскрчмувате со нашите соседи. Лицемерно е за Илинден да појдете на Мечкин камен и да се поклоните пред оние кои што погинале за оваа држава. Вие изгинавте само за вашите джебови да ги наполните и затоа во Македонија сега имаме инфлација двоцифрена, затоа во Македонија долгот ги надмина сите мастришки критериуми. Затоа сте вие дотука докаде што се. И убаво кажа координаторот Мицевски, во суштина ние ви помагаме вие да се извлечете од вашата блокада. Единствен спас за излез од оваа блокада, која што само вие си ја приредивте, за жал и за граѓаните на Република Македонија, е конечно да се освестите и да прифатите да се оди на избори. Ова е неиздржливо и за самите вас. Ви благодарам.